Македонскиот центар за меѓународна соработка по трет пат ја истражуваше општествената одговорност на граѓаните. Мој вечерашен гостин е Александар Кржаловски, извршен директор во МЦМС. На темата на вашето истражување ќе зборуваме малку подоцна. Да се надврземе на денешнава тема. Значи, пред 2 недели бевме сведоци на обид да се прекине еден мирен протест на млади луѓе кои се во суштина иднината на Македонија. Добро знаеме што се случи. 2 недели подоцна сведоци сме на мирни протести или како ги нарековме марш. Дали прекинот на првиот протест беше еден вид на провокација, тестирање докаде некој може, а друг не може? Добро вечер до гледачите на А2 телевизија. Јас денеска во кратко време присуствував на протестите и драго ми е што мирно завршија за разлика од првиот пат. И би можел да кажем дека слично како се изборива што беше, веројатно учиме на патот на демократијата, како треба да ги изразуваме и своите ставови и мислења политички и да тоа го правиме на мирен начин, да се сослушаме едни со други и да по демократска процедура се донесуваат одлуките кои не за сега сите нас. Дали ова што денеска се случува во Скопје е демократија и што беше тоа што се случи само пред 2 недели? Малку се смени темата на денешниот протест да се брани правото на говори. Очигледно во овие 2 недели луѓето сите ние научивме што значи тоа, значи правото на говор да се демонстрира на јасен начин, на слободен начин, да се изрази своето мислење и да не бидете попречен од никој друг во тоа, особено не со насилни методи. На крајот на криштата да тоа се процесира во демократска процедура како што е предвидено со законите, да се издискутираат прашањата, бидејќи секогаш ќе има мислење и за и против за било кое прашање, како што е секаде во светот па и кај нас. И меѓутоа кога ќе се помине таа процедура, да сите прифатиме одлуката каква идеја и да ја почитуваме. Зошто мора секогаш да учиме од грешките и да гледаме како целата меѓународна заедница ги осудува настаните на плоштадот? Веројатно на сопствените грешки најдобро се учи, а всушност ова не е нешто невообичаено и за демократскиот свет. Гледавме пред некоја недела на Г20 самитот во Лондон, исто имаше повредени и насилство на самите демонстрации. Луѓето едноставно сметаат дека треба да го искажат своето мислење, не секогаш може да се предвиди како тоа во кој правци ќе се одвива и како може да се контролира. Меѓутоа треба да биде тенденцијата да се остави простор сите да го искажат своето мислење, да се споредат аргументите и потоа на демократски начин да се избере решението кое е најдобро. Дали во Македонија протестот се употребува доволно? Дали народот или одредени категории знаат да протестираат кога имаат причини, или пак постои одреден страв и резервираност? Каква е вашето мислење? Тука би го поврзал со она што го најавивте, со истражувањето кое го правиме веќе трет пат. Значи, од 2004 до 2007 година слични прашања истражувавме, поврзано со одговорноста на граѓаните, значи во самата држава и во смисла на јавен дух, односно почитување на правилата на демократијата, почитување на плаќањето на сметките, например, одговорноста од тој аспект, а исто така и учеството во искажување на своите мислења и преку протести, и преку петиции, подпишување, па дури бојкот на некои производи, како што беше случај минатата година. И можем да кажам, бидејќи ги имаме резултатите од тие работи, дека има напредок, односно се зголемува и одговорноста на граѓаните, односно јавниот дух, и особено се зголемува учеството на граѓаните во непартиски политички активности, бидејќи често се прави забуна кон ова и денеска се спомна во вестите, значи учество на политичари или партиски активисти во самите протести. Во секој случај се зборува за политичко прашање, односно прашање кое е од интерес за сите граѓани, се на граѓаните да, ако сака да го артикулираат преку партиите, тоа да го прават преку нив, ако не да на друг начин се организираат, и ние тоа го истражувавме, тоа е во пораст. Вие сте истражувале и значи учество во протести, демонстрации, митинзи, каде 40,4% од граѓаните учествувале, повеќе мажи и 12. Како е врз национална база? Порано албанците многу протестира. Што стана со нив?
Да, и повторно се малце во предност, иако не е тоа многу голема, некои 13% разликата на етничките албанци во однос на етничките македонци во учеството на протестите. Може би делумно се должи разликата и на сваќањето, значи на непартиски, значи тука иако се нагласува праќањето на непартиски, може би некој било какво учество на протест, дури кога е митинг на политичка партија, го сметаат како свое учество таму. Меѓутоа, ако го исклучиме тоа, има таква тенденција да етничките албанци се поактивни во учеството на протести. Она што исто беше, што го споменавте, дека е карактеристично дека повеќе мажите отколку жените, иако пак не е многу значително, околу 12% учествуваат на протести, а сето заедно тој процент од 40% е дупло поголем од само пред 2 години. Дали се мажите похрабри од жените да излезат на протести? Или е некој стереотип можем дека бидејќи сличната работа се појава само уште едно прашање каде што учествувал активности на заедницата, значи на местна заедница на каде што мажите повеќе учествуваат, дека некои работи се гледаат како машки, меѓутоа процентот кажува дека не е толку голема разликата, дека и жените се доста активни во последно време. Околу 1/3 или 31,7% од граѓаните подпишале петиција во последните 5 години. Што значи тоа во суштина? Па и тоа го потврдува оваа тенденција на зголемен активизам на граѓаните, значи покрај учеството на протести, другото прашање што беше поставено беше тоа со петициите и тоа е во драстичен пораст, односно дуплирано во однос на претходното истражување, како исто еден легитимен начин на изразување на мислењето. Од другите два параметра кои беа мерени за прв пат ги истражувавме, например бойкотирање на одредени производи или кое не е значително, че некои 15% од граѓаните учествувале во таков начин на изразување на своето мислење или протест. И за прв пат се истражуваше нема споредбени податоци и исто така и граѓанскиот дневник кој е воведен пред околу 3 години како можност секој граѓанин во министерствата, во владините институции да го дадат своето мислење. Се уште е на ниско ниво, 10%, меѓутоа тоа е нов механизам и не знаеме дали се должи затоа што се уште не знаат дека можат на тој начин или затоа што не се користи од други причини. Што е со бойкотот? Бойкотот тука беше истражуван во смисла на бойкотирање производи, значи како еден начин на револта и директно беше веројатно поттикнат од минатогодишните повици за бойкотирање грчките производи после НАТО самитот и веројатно тоа се рефлектира на овие резултати дека луѓето одговориле во тој процент од 15% дека го примениле тоа како начин на свој протест. Во ова економска криза, да речеме рецесија, дали можно е да се предвиди дека можно е во Македонија да се случат и социјални немири, социјални митинзи и така натаму? Па за предвидување веројатно има повеќе параметри кои треба да се гледаат. Една она што го покажува во истражување дека граѓаните се чувствуваат поодговорни за своите постапки и дека се поактивни, значи се приближуваме да речеме и во тоа смисла кон европските стандарди да граѓаните преземаат акција кога нешто ги засега нив. За социјалните прашања веројатно ќе има интерес да самите граѓани се активираат и на тој начин го демонстрираат своето мислење или тоа што ги засега нив. И тоа е логично, значи, као и конкретниот случај со протестите што беа денеска пред 2 недели, кога се работи за централниот градски плоштад, веројатно сите не засега, па предизвика многу интерес. Така и прашањата кои се засегаат поширок круг граѓани, веројатно ќе предизвикаат поголеми реакции. Дали сте размислувале за истражување конкретно на ова тема, значи протести, социјални протести за истражување на јавното мнение? Ова е што го правиме дел од пошироко истражување, значи на одговорноста на граѓаните и се земат параметри кои се споредуваат со други држави, значи ние гледаме да компаративно ги следиме работите, така да она што е предвидено ќе продолжиме ние да го следиме и понатаму за да видиме како се приближуваме во тој граѓански активизам. Доколку се оцени дека има потреба, ќе се поставуваат во следните истражувања и поспецифични прашања кои ќе
разоткриваат други делови од интерес. Така да е можно. Благодарам што бевте гостин во студио 2. Благодарам.